Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин е пратеникот и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Господине Мицевски, председателот на Собранието Талат Џафери ја отфрли иницијативата за референдум на ВМРО ДПМН за поништување на договорот со Бугарија. Кои се следните чекори? Видовте изминативе денови кои се реакциите и она што јавноста, експертската јавност, па и граѓаните реагираат по отфрлањето на оваа иницијатива. Апсолутно неисправна и неуставна одлука на господинот Талат Џафери, затоа што ја презедал врската и на Уставниот суд и на пленумот во Собранието. ВМРО ДПМН размислува за многу чекори. Видовте дека и да поднесеме во моментов нова иницијатива, начинот на кој што функционира Собранието откако председател на истото е господинот Џафери е таков каков што е, истата повторно ќе биде отфрлена и ние во наредниот период размислуваме за се она. Единствено жалам што граѓаните немаа можност да како највисока форма на изразување во државата да го кажат својот глас по однос на овој референдум. Спомнавте околу нови иницијативи. Размислувате ли, например, на друго прашање на иницијатива со друго прашање за референдум? Проблемот не беше во прашањето. Вие гледате дека господинот Џафери го спори самиот договор, односно поништувањето на законот со меѓународното право. Се става над Уставен суд. Ние тогаш прашуваме дали имаме потреба и од уставни судии, кога самиот тој ја толкува уставноста на закон, не е негова обврска. Значи, господинот Џафери требаше само да го проследи. Оваа иницијатива се испраќа до господинот Џафери како председател на Собранието, кој што требаше да го преследи предлогот, односно иницијативата понатаму и врз основа на тоа да одлучи пленумот. Така да не беше спорно прашањето. Вие можете да видите дека деновите пред одлуката на господинот Џафери спорно беше до кого е испратена иницијативата. Фактички не се гледаше суштината на самата иницијатива, туку формата, и кога видува дека и формата е запазена, дека согласно законот за референдум таа иницијатива се испраќа до председателот на Собранието, тогаш се впушти господинот Талат Џафери во една авантура за мене непотребна и преседан кој што првпат се случува во Собранието. Можете малку како новинари и медиуми да истражите, досега ниту еден председател не се дрзнал да иницијатива на некоја иницијатива и пресуди сам. Која е целта да организирате референдум кога е познато дека ако една од големите партии бойкотира, мали се шансите тој да биде успешен? Значи, ние во државата, ако се водиме од тоа дали нешто ќе успее или не, а не ги следиме правилата, тогаш ни е промашена целата работа. Еве, јас ќе поставам едно контрапрашање. Зошто власта се исплаши од народот и не дозволи да се организира референдум кој што има теоретски можности и не само теоретски, затоа што и една од големите партии, односно партиите од власта се исплашија затоа што ова прашање кое што сакавме да го третираме и проблематиката врз основа на овој договор кој што имаме, задира малку поголеми суштински и национални прашања. Вие сведоци сте дека поголеми критичари на договорот и потезите кои што ги прави власта во однос на процесите со Бугарија доаѓаат од членови, симпатизери, па и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз. Ете, тука лежи зајакот и тука се исплашија луѓето од владеачкото мнозинство да организираат референдум, затоа што, јас би рекол, зошто па да не излезат и 900.000 граѓани да го кажат својот став. На крај на денот требаше да дозволат да се одржи тој референдум, да ја видиме бројката и врз основа на таа бројка ние како политичари да направиме проценка на која страна оди мислењето на граѓаните. Зошто не собиравте подписи за референдум пред 5 години, пред да биде ратификуван договорот со Бугарија? Затоа што во 2017 година, пред да биде ратификуван договорот, или 2018 кога се подпиша договорот со Бугарија, пратеничката група на ВМРО ДПМН имаше 8 притворени пратеници и во тој момент власта се пресметуваше со ВМРО ДПМН, не се многу далеку сеќавањата и она што се случуваше во државата, а тоа е дека
имаше огромна хајка врз пратеничката група на ВМРО ДПМН. Се сеќавате дека овде се одземаа мандати и имунитети на пратеници, за потоа истите да се враќаат од истите колеги пратеници. Така да сега да се навраќаме што се случуваше пред 5 години, сведоци се и граѓаните во нашата држава и каква беше и политичките чинители, па и вие каква беше состојбата на политичко и на секое ниво во нашата држава. Ако ВМРО ДПМН е за поништување на договорот со Бугарија, правите ли анализи какви би биле последиците меѓу двете земји од таквото поништување на договорот? Да се разбереме, ВМРО ДПМН ќе опраша народот. Народот е за поништување, а ВМРО ДПМН работи во интерес на граѓаните. Не настапува како политичката елита која што имаме во моментот во државата, заскриена за 64 пратеници од мнозинството кои што ги има, не комуницирајќи со јавноста, не знаејќи што се случува околу нив и одработувајќи одредена агенда позната само за нив. Несвојствено ми е да не го прашате народот и не барате поддршка. Зошто сте против внесувањето на бугарите во Уставот? Апсолутно не сме против внесувањето на бугарите во Уставот. Значи, ние го кажавме нашиот став. Меѓутоа, има многу работи во договорот, пред се од самиот договор, кој што е основа на сите асимилаторски и негаторски претензии на соседна држава кон нас. Нека се решат сите спорни прашања по однос на тоа. Апсолутно не сме против бугарите и не само бугарите, туку и другите за внесување во Уставот. Меѓутоа, ние не завршуваме тука со проблемите, еве, доколку сакате да кажете отварање на Уставот и внесување. Ние имаме одредена преговарачка рамка, каде што билатерален проблем, кој што се појави годиниве од подпишувањето на тој фамозен договор со Бугарија за добро соседство и соработка, се јавува како проблем. 2007-2008 година Бугарија влегува во Европската Унија. При влез во Европската Унија подпишува документ дека нема нерешени прашања со соседите. Од каде сега излегуваат овие прашања, проблеми или комисии кои што решаваат одредени прашања кои што нас не тангираат? Како тоа до 90-тите години немаше проблеми со Бугарија по однос на одредени прашања, а сега еве гледаме низ држава минативе денови комисија помеѓу двете држави решава одредени прашања. Тука се проблемите кои што произлегуваат. И ниту некој може да ме убеди дека ова се последните пречки кои што доаѓаат од страна на нашиот сосед, за жал. Знаете, 2000 со промената на името се случи една огромно и тешко прифатена работа на граѓаните, меѓутоа очекувајќи дека тоа ќе биде последната пречка за влез во НАТО и Европската Унија, многу од граѓаните, како да кажам, иако тешко ги прифатија овие работи, гледајќи во иднината, потајно очекуваа дека тука завршуваат сите проблеми. Меѓутоа, пораките на европските представници се дека ако нема бугари во Уставот, нема ни Европска Унија. Која е алтернативата? Видете, не е проблем да има бугари во Уставот, проблем е договорот и разрешување и наоѓање на соодветни решенија врз основа на тие договори кои што во моментот и преговарачката рамка која што ја наметнуваат, за да се тргнат сите проблематични точки и членови од договорот, врз основа на кој што ќе може и Македонија достоинствено да влезе во Европската Унија. Начинот на кој што се настапува и билатералниот проблем се направи европски проблем. Треба да се препише на оваа влада и кој што презема огромни одговорности и обврски, не слушајќи ги на граѓаните. Пак ќе се вратиме на референдумот, на референдумското прашање и на крај на денот мислењето на граѓаните. Што има поголемо во државата од изјаснување на сите граѓани по одредено прашање? Видете, европски земји и земји кои што се далеку понапредни од нас, од типот на Швајцарија, па недавно имаат локални, државни и било какви референдуми за прашања од секојдневниот живот за граѓаните. Ние тука за најголемото прашање, за прашање од национален интерес на македонските граѓани во државата, не успеваме да изнајдеме начин и можност да ги прашаме граѓаните. Жално, но тоа е државата во која што живееме во изминативе 5 години. Зошто не организиравте референдум за договорот со Грција?
Затоа што тоа е меѓународен договор и таму имаше посредништво. И повторно ќе се вратам на периодот кога ВМРО ДПМН беше нападната како политичка партија од сите страни. Да не заборавите, 1/4 или 25% од пратениците беа однесени во притвор во тој период. А тој период, гледам некако сите сакаат да го подзаборават, меѓутоа периодот е таков за кој што после одредени години ние ќе треба отворено да разговараме што се случуваше во нашата држава и 8 пратеници беа притворени и се бараше тргање на имунитетот и ускратување на мандатот на тие пратеници. Во јули еврокомесарот за проширување на ЕУ Оливер Вархеј побара да работите на политичката култура во контекст на дебатата за францускиот предлог. Сега и евроамбасадорот Гир рече дека немате поддршка од Европската унија за референдум. Како ги сваќате овие пораки од меѓународната заедница? Јас сум пратеник во Собранието на Република Македонија, изгласан од граѓаните од изборна единица 3, на кој што прво ќе ги слушнам нивните апели, нивните барања и ќе реагирам врз основа на тоа што тие го бараат од мене. Пратеник сум на ВМРО ДПМН, политичка партија која што во статутот на партијата пред 30 години има напишано дека Европската унија и НАТО се целите кон кои што ќе се стремиме. Меѓутоа ќе се стремиме врз основа на приоритетите и она што представуваат правила за сите во државата. Сите држави кои што влегува во периодот на проширување околу 2000 година па до до сега, влегува врз основа на Копенхашките критериуми. Целта на ВМРО ДПМН и моја лична е почитување на Копенхашките критериуми и подигање на нивото на свеста врз основа на тие критериуми на државата и на граѓаните во неа. Владење на правото, доверба во судството, намалување на корупцијата, намалување на криминалот. Кога ќе си ја сработиме домашната работа, ќе влеземе и во Европската унија и ќе бидеме земја која што ќе може да оди напред. Инаку, ова што се пораки пратени од еврокомесарот Гир и од Вархеј, комесарот за проширување, имавме пораки ние и од еврокомесарот Хан, кој што е еврокомесар и сега во моментот, меѓутоа за друга работа, дека решавајќи го прашањето со Грција, завршуваат проблемите на Македонија во Европската унија и во НАТО. За жал, тој комесар не е тука за да ги повтори тие зборови кои што ги кажуваше во тој период и како заклучок на сево, ова ќе повторам, да, влегување во Европската унија и НАТО, почитувајќи и борејќи се за Копенхашките критериуми, почитувајќи ги и барањата пред се на граѓаните на Република Македонија и избирачите кои што даваат доверба за да седиме ние и ги застапуваме по однос на нивните прашања и барања. Господине Мицевски, ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.